Здраво на сите, добро дојдовте назад во уште една епизода на подкастот Јустинијан збори. Моето име е Ѓорги, а со мене денеска, како и секогаш, се моите драги колеги од Правниот факултет во Скопје, директно од Скопје и двајцата, Димитар Тромбевски Тромбе и Катерина Иванова Кате. Како сме, колеги? Што правиме? Здраво, здраво. Одлично, супер. Како и секогаш. Чекаме да заврши денов и да отворат кафиче, може би да нема политички више. Да, ова се чека, да. Последна вечер, барем ние кога снимаме сега, со политички до 8. Валјда нема да се повтори ова у блиска иднина. А после ќе биде од 9, многу прогресивни се од владата. Па пази, боле еден сат него, знаеш, без него... Така, да. Имам премногу коментари на се во ова, ама ќе се воздржам, пошто имаме спремно доста... Тоест, се издешава премногу работи измината недела, така што има што да разговараме хатсит култрон. Пред тоа, мислам, од насловот епизодава за гостинка ни Кристина Георгиевска, колешка наша од политички студии на Правниот факултет, со која што разговаравме за Црвен крст и за низиното учество у Црвен крст, но и за Црвен крст како институција, како организација кај нас и се она што го опфаќа, така што тоа следува за едно 10 на 15 минути од кога ние ќе завршиме со Хатсит Култрон. А Хатсит Култрон, Тромбе, започнене, кој е на твојот Хатсит? Мојот Хатсит е владата, овој пат, пошто само што прочитав дека го разрешија директорот на пазарната инспекција. Нема му кажам името, пошто го заборавив, неќам на Стојко Пауновски. Стојко Пауновски. Човекот, мислам, си беше директор како што би требало сите директори да се за нешто што не се согласуваше, не му ќутеше на владата, туку му се спротивстави. Браво за тоа, голем плюс. И владата наместо да прифат критика, наместо, не знам, едноставно да олаба и за некој прашање кој што апсолутно не е од круцијално никакво значење во државата, толку фама да се крева. Мислам, треба фама да се крева, пошто имаме директор кој што му се спротивставува на владата, тоа е окей. Ама, мислам дека малце претера владата и може ова да го, ако не да го коригират, барем да го остат како што да го остат директорот, да не го разрешат. Така да сум разочаран, пошто не е убав тренд е ова. Оти ако се дешава во ова на секој што му се спротивставува на владата, не е баш добро. Да, убаво е да си има некоја кохезија помеѓу сите во владата, вклучително директори, ама има некоја граница на толерантност. И мислам дека треба малку да се пофлексибилни од владата. Мене стварно ме изнервира ова. До тој степен да размислав и статус да пишам, ама се одлучив да не го пишам. Пошто не ми се зборат вакви работи на Facebook, а знаев дека ќе снимаме епизода и ќе може овде да кажам. Еден од проблемите што политичарите кај нас, не само у Македонија и у Балканот, што го имаат, колку и тие да се добри политичари, колку и тие да ги бива за политика, нивното обкружување, тоест, они се обкружуваат со луѓе кои популарно се наречени yes people. Као, да, шефе, така е шефе, супер си шефе, браво шефе, најдобар си. Значи, и мислам дека Заев и најголемиот проблем со последниве 4 години и со раководењето на СДСМ е тоа. Немаш ниту еден околу Заев, што, ја не сум околу Заев, не знам како е, ама од ова што гледаме, ниту еден валјда не му кажува дека или му дава погрешни информации, или не му кажува чекај бе, не смееш ти тоа да не знам дали ги слушавте изјавите на Заев, ама ова ти е типично као да ги прочиташ звучат лошо, ама кога ќе ослушнеш начинот на кој што он збори за овие работи, уште полошо.
прекос, не треба да се расправа да се препукува со премиер, со претпоставени, а не знам кога се случи истото со Филипче и Пендаровски, вика, ако убаво да има несогласување. И сега шо е? Едното или другото? Да. Но не се. Сакам да кажам, највиновен за ова е Заев, поради работиве, што ги кажав сега. Стојко Пауновски, као на поголем дел од јавноста не и беше познат до пред недела дена. Ја го знам, бидејќи, нели, пратам политика, ги пратам случувањето во СДСМ, знам дека е долги години функционер и беше и пратеник, беше председател на општинска организација УТЕТО на СДСМ, некој кој што со години е у партија и навистина е за никаде ова што се случува. Мислам, убаво каже Тромбети, ова можеше да се реши на многу подобар начин, ама мислам дека недела у недела владата и политичариве наши, не е само владата, не е само СДСМ и ВМРО, полни се со гафови и глупости што ги направи измината недела, исто Мицковски, да не почнам да зборам, едноставно пробуваат да се надминат себе си секоја недела. Да се што полошо ќе направиме, да не знам зошто, ама еве, мене ме изнервира ова, поготово што имаше луѓе, оние релативизатори од провладините, па не и медиуми, туку едноставно по Facebook и по интернет, по Твитери, кои што излегува со оние, па у Груевски, времето на Груевски, Стојко не ни можеше да каже нешто, ама секоја гледаме дека има Стојковци, има еве Стојко што кажува нешто, дали е нешто поразлично од резултатот што би се случил со Груевски? Да, тоаш не би знаеле дека би постоел, ама сега знаеме и гледаме дека не е ништо поразлично како тоаш. Така што, да, малце подолго одговор, ама Да, ме изнервира. Иначе за тие јесмен што кажа, србите имаат многу јак збор за тие луѓе. Климовац Такојевиќ, пошто климат само со главата вика тако е. Фантастичен збор што ги опишува. Не, мислам дека тоа е феномен за сите политичари на Балканот. Мислам дека колку и да се добри, не знам кај го видов обкружувањето, не знам дали беше за Заев или за некој друг, као просечен политичар се обкружува со испод просечни советници и луѓе околу него. Перфектно ги опишува настаните и политичариве на Балканот. И ја ќе кажам, ако СДСМ изгуби на следните избори, ќе биде само поради тоа. Поради тоа што немаат квалитетен кадар околу Заев. Заев може да биде каков и да е, политички гледано, ако оние околу него не му кажуваат што треба добро да прави и не му ги даваат точните информации, мислам дека најверојатно и тоа може да е проблем. Тоаш СДСМ ќе биде пак во опозиција и нема да се врати не 11 години, нема воопшто да се врати после ова. Ако вака продолжи. Ама тоа е. Тате, како е кај тебе? Хацит сите идиоти на протестиве што експлоатираат деца за да ја принесат толку благородната порака. Како видам уште едно малолетно дете сликано како дел од кампања за тие протести, ја ќе направам контрапротест. За контрапротест. Култрон Нерелава не можам, не ми текнува ниту еден некој специфик. Дечкото од кликни јади што предостава толку, тоа му срекнува. Тоа е нивото. Дечкото од кликни јади. Тоа е нивото на кој сме дојдени. Такви луѓе да ни гледат на Култрон. За мене, ја би се надоврзал на кате што кажа, протестиве на вистина е за никаде. Мене знаеш што, не ми е проблем што имаше протести. Проблем е што имаше протести, поготово дека протестираат за слобода на буквални терористи. Ние може да, у јавноста имаме некоја дефиниција за терористи, ама кога ќе видиш у устав и у закон, они тоа што го направија пред 4 години на денеш, тоест пред 4 беше или пред 5? Пред 4. На денешен ден е
тероризам. Тоа е, по устав, по закони, по све, тоа се вика тероризам. Сега ние може имаме друга идеја што тероризам значи, не знам, 9/11, 300 глупости, ама гледано наши устави, закони, тоа е тероризам. И ти да идеш да протестираш за слобода на некој што извршил тероризам, тоа е ван памети. Сега, ја имам друго проблем. Проблем ми е со сите оние кои што беа на протестите, а имаше премногу. Први, Левица, после тоа ВМРО, Мицковски и уште 300 и повеќе луѓе кои што беа на протести, не почитува дистанца никаква, бидејќи имаше премногу луѓе, кој нема простор ти да почитуваш дистанца. На голем дел од сликите гледавме неносење на маски. А истите тие беа против попис, у најголем случај поради тоа што беа загрижени за состојбата со COVID-19. Сега, колкав хипокрит... Ама у теорија, у пракса, јас сум многу против нивниот протест, затоа што поради COVID, а воопшто не сум против протестите што беа ни за 8 март, ни за јавна соба, ниту за струјата, исто што беа во пандемијата, затоа што сите тие протести беа спроведени под максимално запазување на мерките. Да. А овие што се понашаат како од не можам да кажам планина симнати. Значи не е фер да кажам планина симнати, затоа што не е ни толку. Значи полошо е. Како австралопитекуси, што толку не можеш да се стрпиш саат време да ја носиш маската. Толку си ја сакаш државата што сакаш да си ја убиеш пола држава. Браво. Не, се согласувам, ја немам проблем со протести за време на COVID, окей да се случуваат. Имам проблем со луѓе што ги прават тие без да имаат обзир за протоколи и плюс со луѓе кои што се против попис за време на пандемија. Бидејќи тие беа организатори, ние може да се лажеме дека протестов го организирал некој од вакво од странство, некои македонски здруженија од Канада, Австралија, whatever. Навистина имам проблем со хипокрити. И уште едно, исто од другата страна, имам проблем и ги ставам на хатциците оние кои што се бунеа за вакви некои работи, за непочитување на мерки на протестов, а беа за попис за време на COVID. Така што, it's the same thing. Ама, не и се. Тромбе, кој ќе ставиш ти на културон? Културон пак ќе аклам владата, ама друг ресор, за здравство ќе оклам, пошто гледам дека прилично брзо се спремат со инфраструктурата градење за масовна вакцинација. Само што прочитав дека неколку спортски сали се веќе спремни, во Битола е во тек и уште неколку градови. Така да најверојатно ќе биде се спремно кога после Великден ќе стигнат кинеските вакцини, веќе ќе можеме да почнеме да гледаме крај од оваа глупоштија. За волку каснење, бога ми брзо. Да. Дефинитивно брзи. Се пријавите, окей, Кате ти, се пријави ти Тромбе за вакцина? Се пријавив, да. Добре. И то ми стигна еден имейл, дека ми ја потврдува пријавувањето и ќе ме барат. Да, ќе те бараме од понеделник, уживај. Ќе те барам кој ќе се расчисти ситуацијава. Во гужва сум моментално, ама ќе те барам. Да. Ќе те побарам, после, за ден, 2, 3, 4. После празниците те барам, уживај. Баш. Не знам, сега пред снимање гледав Джо Роган имаше повторен контроверзен тейк. Јајкс. Знам. Морав да кажем секој да збориме за вакцини, имаше изјавено дека ако некој него го праша како главен медицински експерт у светот, дали треба да се вакцинира, некој што е 21 година, он би му рекол да не треба да се вакцинира, дека ништо не е ковид за него.
за тој што е 21 година. Као неговите деца поминале без проблем COVID и затоа никој не треба што е млад да се вакцинира. Да, пошто најдобро е генерални заклучоци да се воведуваат од лични искуства, да, тоа е најпаметно за нешто што може да се случи, да. Дефинитивно као Нил Деграс Тајсон што проучува со најразлични технолошки чуда, не, џабе, ако не направиш заклучок од лично искуство, џабе. Ако твоите деца не прилежале, нема, не знаеш. Да. Поготоа ако Джо Роган го каже, тоа уште по... И by the way, само да го кламува тука, Джо Роган кога се пресели во Тексас, стана теле. Среќа, најголема среќа долу е што повеќе не му ги гледам клиповите на YouTube, као ги нема, што не постира толку многу клипови. Да. Сега кога се префрли на Spotify. Ама добро. Кој би го ставил ја на култура? Ја на култура би ставил навивачите фудбалски навивачи што ја стопира Суперлигата. Победа на малиот човек врз капитализмот. Мала победа, бидејќи сепак верувам дека вакво нешто ќе се случи устедниве неколку години, ама барем има надеж за овие некои работи, така што ја на тоа би го ставил. Друго, немам. Имате нешто да додадеме или да се префрламе на епизодата? Да се префрлиме, најарно. Доста јадевме бурек. Изрентавме ова за сите пари. Бурек само со пица. Лол. Ај, префрлите му, ти ќе се тригернам. Тригер warning. Готово. Се префрлуваме сега на разговорот со колешката од политички, Кристина Георгиевска, кој што Зоран и ја го направивме пред некој ден, така што ние сега се одјавуваме и уживајте во разговорот за Црвен крст со Кристина. Здраво, дечки. Ние сме повторно назад. Ова ќе биде една интересна епизода која што ја планираме веќе подолго време, но која што денеска вака испадна да ја снимаме. На гостини е Кристина Георгиевска. Таа е студент на политички студии заедно со мене, втора година. И оставам подоцна да се представи и самата. Меѓутоа, таа е дел и од Црвен крст. Здраво, Кика, како си? Здраво на сите, на оние кои што не слушаат. Здраво на Зорана и на Ѓола. Ви благодарам за поканата. Посебно благодарам за поканата на мојата Зорана, што ме повика да бидам дел од оваа емисија и да позборуваме на некоја поневообичаена тема досега во Јустинијан зборе. Како што ме представи ти, јас сум Кристина Георгиевска, студент на политички студии на Правниот факултет и дел од Црвениот крст на Република Северна Македонија веќе 8 години 9, ако не се лажам, од 2013. Така да чест и задоволство ми е да ви присуствам во емисијата и да позборуваме за некои теми околу Црвен крст. Да, можам да кажам дека ова е некоја како твоја пасија и дека откако знам за тебе, добри 6-7 години, знам дека си дел од Црвен крст и можеби баш затоа решив да не зборуваме денеска со тебе на некоја правно-политичка тема, токму да зборуваме и за Црвен крст, затоа што мислам дека сите го познаваат, меѓутоа сепак малку знаат за него. Да, многу луѓе чисто кога ќе го слушнат моето име или мене што ме знаат колку волонтирам, работам, се трудам во Црвен крст и некако ја поврзуваат таа придавка со мене и често имам коментари и прашања во однос на Црвен крст, како да станам член, што правиш ти, што ти се свиѓа, така да мило ми е што ќе позборуваме за тоа многу подетално во следниот саат време. Супер. Ѓоле. Не, јас само ќе кажам дека е интересна тема за која што ја барем убаво кажа, ја немам толку големо познавање и баш ми е мило што
ќе може да поразговараме. Секако, ние можеме да разговараме на многу различни теми, бидејќи тројцата исто студираме, не интересираат милион различни работи, поготово кога станува збор за светот на политиката, ама убаво е да направиме мала пауза од тие политички процеси што настани кои што се дешаваат кај нас и у светот и да поразговараме за некоја тема и да видиме што знаеме, што не знаеме и можеби да видиме како ќе биде фидбекот после самата епизода. Ја мислам, секако ние ќе завршиме на некоја сосема различна тема или сосем различен дел од она сега што ќе збориме, ама би започнал со една и би те прашал да даш некоја мала представа како што е Црвен крст, од кога постои надлежности и да го поврзаш сето тоа со некои почетоци на Црвен крст и самото дејствување кај нас. Епа вака, Црвен крст кај нас е формиран на 17 март 1945 година, официјално националното движење ни е признан 1995 година. Тоа е за македонскиот дел, односно Црвениот крст во Република Македонија, а на светско ниво Црвен крст постои уште од 1919 официјално, но претходно е поврзан со Анри Нан. Анри Нан е фактички основоположникот на целиот Црвен крст и е поврзан со војните во Женева и војните немири, фактички и од таму од секунда направив грешка. Фактички, што сакам да кажам. Анри Нан е основоположникот на целиот Црвен крст и е поврзан со војните немири во Суферино, кои што се случувале. Од тогаш натаму целата мисија на Црвен крст почнува да дејствува и да функционира. Моментално Црвениот крст постои речиси во секоја држава. Кај нас во Република Македонија имаме 33 општински организации и Црвен крст на град Скопје кој што се издвојува како посебна организација. Сега за Црвен крст е специфично тоа што нас нема и во закон, односно има посебен закон кој што е дел од уставот, односно закон за Црвен крст на Република Северна Македонија и во него поточно во член 19 се пропишуваат сите оние надлежности и закони и сите тие дејности кои што ги спроведува Црвен крст, односно сите тие спроведувања на делучество во однос на катастрофи, воени немири, терористички напади, но од друга страна и делење и организирање на самата хуманитарна помош, крводарителските акции, исто така би сакала да ги напоменам, односно сето тоа би дошло во социохуманитарна акција и здравствено-превентивна дејност. Така се тие двата наслови кои што би ги поделила сите тие активности. Што друго би додала? Законот кај нас за Црвен крст е донесен на 26 јули 1994 година и добрата работа е што кај нас во Црвен крст имаме и посебни проекти за младите кои што се вклучени. Односно, секоја општинска организација на Црвен крст има свој клуб на млади каде што младите членуваат и би напоминала дека нашата држава е една од ретките Црвен крст на светско ниво која што имаме проекти за младите, бидејќи генерално во останатите држави на Црвен крст имаат проекти и активности кои што се дел од 18+. Ние имаме проекти и активности кои што се од 18-, односно уште од самата школска возраст имаме подготвено активности кои што членовите би можеле да учествуваат и тоа нешто многу интересно. И би сакала да додадам дека ние сме 11-та земја која што е дел од европските земји која што имаме подготвено целосна национална платформа за намалување на ризици од катастрофи, односно имаме низам на активности кои што ги спроведуваме за намалување на самите ризици. Односно што би значило ова?
би значило дека имаме едукација и симулацијски вежби, на кои што лично јас бев дел 2019 година. Подготовка на евакуациони вежби, тоа е неизмерно важно, бидејќи последниве години ни се случуваат премногу земјотреси, а населението е во постојана паника и некако пак како да не се знае како да се однесуваме во такви моменти. Бидејќи го спомна тука дека самиот Црвен крст и целата негова работа е поврзана, ја има и во уставот и во одредби како работи. Меѓутоа, она што ме интересира е каква е релацијата со министерствата и со владата, бидејќи сепак Црвен крст е на некој начин една невладина организација која што постои без разлика на тоа кој е на власт, кој владе и така натаму и така натаму. И ме интересира како дали функционира таа едноставно комуникација. Да, како што кажа ти, но и тоа е основната дефиниција за Црвен крст, односно дека Црвен крст е хуманитарна организација која што е невладина, независна, во која што граѓаните можат да членуваат во неја. Сега кај нас ние имаме одлична и редовна соработка со владата и со министерствата, без разлика кој е тоа на власт. И најпрво би почнало тоа што ние имаме редовно финансирање од однос на владата, министерствата од секоја општина и градот Скопје како посебна единица во однос на делот за финансирање. Но и покрај тоа имаме редовна соработка во однос на било што, без разлика дали е тоа за некоја пандемија, катастрофа, сите тие погоди што се случуваат. Ние имаме одлична соработка, комуницираме, заеднички подготвуваме план, заеднички настапуваме на терен. Имаме заедничка работа за било што е тема на прашања. Во однос на министерствата, генерално повеќе комуницираме со владата, генерално, но не мора и да значи, зависи за одредено прашање, секако го контактираме и одреденото министерство, чија надлежност ја има тоа. И би сакала да напоменам во однос на ова прашање дека има кај нас во Македонија спроведено една нацрт верзија, односно стандардна програма, која што се однесува во однос на сите оние катастрофи, вооружени конфликти, немири кои што се случуваат и каде што има точно спроведено за било каква ситуација која што се случува во однос на министерствата, Црвен крст, ДЗС, ЦУК, какви делови завземаат во однос на целата ситуација и тоа не верувам дека го знаат поголем дел од гледачите. Интересно да се знае бидејќи е целата таа програма според сите светски стандарди, така да се работи во Македонија на некој план што не го знаат можеби нашите гледачи или дека тој план постои. Да, спомна дека Црвен крст кај нас е еден од ретките во светот кој што ги вклучува и младите оние под 18 години. Има проекти за би те прашал кои се некои од тие проекти, бидејќи не знам, мене барем јас сметам дека онака во јавноста или кога слушаме за Црвен крст или слушаме за крводарителски акции или за донации. Освен тие две работи, кои се некои од поинтересните проекти кои што ти би ги издвоила, кои ги вклучува и младите, оние до 18, ама секако може да опфатиш и поширок дел на акции кои што и проекти кои што Црвен крст тука ги има и ги работи. Одлично прашање. Најпознат проект кој што Црвен крст го работи во однос на младите е ПХВ, односно промоција на хумани вредности. И тој проект означува каде што младите се поделени во групи, секоја организација фактички на младите им врши некаква дисеминација и сите тие општи карактеристики што проектот носи треба да се сработи, односно младите врз основа на нивната креативност се создаваат проект за општествено добро во заедницата. Например, не знам, организираат некаков турнир, пример давам, организираат некаков турнир и со средствата наменети
помагаат на пример на некое социјално загрозено семејство да се изгради куќа. И сето ова постои. Имаме многу добри примери кај нас каде што стварно децата изградиле по цели куќи, не знам. Едноставно децата се грижат за ги воочуваат социјалните проблеми кои што живеат кои што живеат тие во својата заедница и истите ги решаваат. Не само ги спомнуваат, туку действуваат на тие проблеми. Покрај нели изградбата на куќи, не знам, уредување на паркови, водење на цели кампањи, на вистина интересни проекти. Тука би сакала да додам дека и јас учествував во таквиот проект 2015, мислам дека беше, каде што таквиот проект јас го направив, односно направив апликација во однос на која што беше намената за глувонемите лица. На нив кога ќе им требаше помош од брза полиција, пожарна или брза помош, тие само да им пратат порака SMS и локацијата нивна ќе биде испратена онаму каде што тие помошта ја си ја бараат. Овој проект многу добро издржа, апликацијата уште мислам дека стои на Play Store. Дури немаше по весници, по медиуми, така да ептен беше прочуена оваа апликација која што ја направив. Јас со уште една моја колешка. И во однос на младите би сакала да додадам дека имаме и сета таа на прва помош што се организира по основни и средни училишта. Таа се уште е во функција, со коронава малку овие два проекти не се во застој, но и тоа стои во однос на активностите кои што ги спроведуваме за младите, односно учество во самото тоа е дека учениците добиваат знаење за прва помош и истото го преку надпревар го покажуваат и со тоа во однос на остваруваат места и тоа што е прво на државно ниво оди понатаму на европско. Да, тука сакам да дадам прво еден коментар дека значи Црвен крст не само што помага, туку едноставно и уште од најмала возраст ги едуцира сите членови, и не само тие кои што се членови, туку и сите кои што се надвор од членството, бидејќи знам дека многу пати се случувало да нели еве со многу настани кои што ги правите едноставно и со самите посети во училиштата и ги едуцирате сите без разлика дали понатаму некој ќе одлучи да дојде како член или не. Сепак знам колку малите деца кои што ве слушаат понекогаш дури имаат можеби не некоја одбивност, меѓутоа тоа не е од нивен интерес, меѓутоа сум сигурна дека нешто тоа што ќе го кажете ќе им остане во сеќавање. И кога сме веќе на таа тема, сакам да те прашам како да се зачленат тие кои што не слушаат. Еве не мора да се само нели оние од школска возраст, односно основно и средно образование, бидејќи знам дека правите и многу настани во основните училишта, него општо како иде за членувањето и за постари луѓе кои што сакаат да дојдат и да бидат членови од денес. Да, само би сакала да надополнам дека покрај овие два проекта кои што ги спомнав, Црвен крст врши и секакви едукации во однос на разноразни теми на социоздравствена едукација уште од прво оделение па се до 4-та година во средно. И сега како никој да стане член? Најпрво може да се обрати до својата општинска организација која што му е најблиску во својот град на место на живење. Понатаму може на веб страната на ckrm.org да се поднесе при електронска пријава и понатаму моите колеги од Републичкиот Црвен крст ќе го контактираат. И третата работа е преку самите вакви проекти, односно дали преку делот прва помош, дали преку ПХВ проектите би можел да биде вклучен, дали ако е за 18+, може во тимовите за катастрофи кои што ги ни постојат на ниво на Републичкиот Црвен крст. Моментално Црвен крст прима еден нов проект каде што секој граѓанин може да биде вклучен во однос на ваквите тимови, но не мора да значи дека тој редовно ќе треба да учествува, туку само да биде повикан
кога не знам, ќе имаме некоја епидемија, некои катастрофи, кога ќе ни требаат буквално раце плюс да знаеме дека тој граѓанин има желба и стои на хартија за да биде повика. Да, од ова што слушам дека нели начинот на кој што функционира Црвен крст е повеќе преку проекти, обуки, работи кои се случуваат во живо, па од тука се поставува прашањето како Црвен крст функционира веќе година и неколку месеци за време на светска пандемија и колку е тоа отежнато или неотежнато, како функционирате моментално за време на една светска пандемија, реално? Полни раце работа имавме оваа година и пол дена, буквално не застанавме уште од првите денови на пандемијава. Ние веќе бевме излезени на терен со самото носење на помош најпрво во Девар, во Гостивар, во првите градови каде што се појавија заразените граѓани. Понатаму продолживме на секоја граница каде што се спроведуваше на аеродромите во Скопје и во Охрид во однос на сите оние процедурални работи, мерење на температура, проверка, технички проверки. Цела година ова делевме помош таму каде што беше најпотребна, дури имавме и неколку месеци имавме организирани тимови, во однос мобилни тимови беа наречени, каде што граѓаните кои што имаа потреба во однос на прехранбени продукти или било какви продукти од аптека, се јавуваа на броевите во Црвен крст и ние од мобилните тимови им ги носевме до нивниот дом. Ова се однесуваше на сите лица кои што беа во изолација, буквално кои што имаа потреба, а не можеа да излегуваат од дома. Лично јас бев вклучена во тој дел во однос на март, април минатата година. Тогаш се формираа тимовите и тие работеа се до јуни, јули. После понатаму нели се намали заразеноста, па немаше потреба од нивното функционирање. Буквално полни раце работа имавме оваа година дена и ќе имаме се дури е пандемијава, ние ќе бидеме онаму кај што сме најпотребни. Па да, од една страна некако самата пандемија ви ги спречи дел од проектите, меѓутоа ете ви отвори еден нов проект, можеби и нешто што можам да кажам е искуство плюс, бидејќи кога во минатото и колку во минатото членовите на Црвен крст имале можност да се справат со вакво нешто. Всушност сите ние да сватиме колку Црвен крст значи и е потребен во една држава. Од тука сакам да се надоврзам со уште едно прашање. Дали Црвен крст се поврзува со другите организации, со истите овие организации од други земји, на пример со Црвен крст на некоја друга земја, и како тие релации и дали тие релации обстојуваат во време на пандемија? Да, фактички ние имаме интернационален комитет, интернационална федерација, која што на некој начин не управува, туку секоја национална држава на Црвен крст членува во неза. Неизмерни соработки имаме со странскиот Црвен крст, би го истакнал австрискиот Црвен крст, кој што многу помогна најпрво во поплавите 2016 и сета таа соработка продолжи. Но соработките продолжуваат. Сите тие обуки и семинари моментално поради коронава се замрени, но на месечно ниво имаме премногу семинари и обуки кои што се одржуваат во странски Црвени крстови и таа соработка моментално сега продолжува на онлайн ниво, особено во однос на како се справуваат тие самите со пандемијата и што самите волонтери работат на оваа проблематика. Тука би сакала баш да се надоврзам повторно на ова прашање. Дали, например, членството според тебе повеќе се зголемува или дали се зголемува повеќе во текот на пандемијата? Дали имаше поголема заинтересираност за членување во Црвен крст од како е започната самата пандемија? Одлично прашање. Многу повеќе заинтересираноста сега оваа година на пандемија, откако луѓето многу
блиску им е сликата што самиот Црвен крст работи и тие сакаат да бидат дел. Но лошото е што не е лошо, но таква е реалната слика, бидејќи некако веќе поискусните волонтери сме моментално на терен, и онако што се со години уназад, бидејќи реално и не можеме секој, посебно не од новите волонтери, да испратиме на терен и да сработат нешто што е дадено за работа. Но мило ми е што интересираноста за членување во Црвен крст е многу порасната во пандемијава и се надевам дека кога ќе се намали цела оваа работа преку нашите проекти кои што веќе постојат и преку новите кои што ќе ги имплементираме, тие ќе се бидат ќе станат членови, ќе бидат дел од Црвен крст и ќе продолжиме таму каде што застанавме од пред година и пол во однос на тој дел. Да, ја би те прашал се нешто, повеќе лично, и би осветил разговорот на некоја поразлична тема од проста причина што сакам, мислам дека до сега даде убава слика за што, како и кога и тие работи се за Црвен крст кај нас. Сега да те прашам за еден студент како тебе, зошто некој би требало да се зачлени од Црвен крст? Кои се тие некои бенефиции кои што ти ги имаш, не во смисла материјални бенефиции, туку работи кои што ти помогнале самото членување од Црвен крст, споредно со тоа, нели, без разлика други некои работи кои би можела да ги правиш, ама прашањето е зошто некој би требало да се зачлени од Црвен крст. Ни кажа како, сега да ни кажеш зошто. 1001 зошто има некој да се зачлени кај нас во Црвен крст. Најпрво е зашто ти како дел од Црвен крст стекнуваш работна навика. Потоа волонтираш, правиш некого друг среќен. Самата насмевка што ти ја добиваш од другиот што си го направил доброто дело, верувај дека е неизмерна и дека навечер кога ќе се легнеш во кревет, буквално се легнуваш задоволен и исполнет, бидејќи дента ти си направил некое добро дело и си помогнал некому. Потоа, освен сите таа навика, стекнуваш навика за пишување, во однос на посебно мене на правен факултет Црвен крст ми помогна многу во пишување на извештај, како јас да напишам извештај за тоа што сум го сработила денес, како да пополнам образец, како да ги напишам сите оние правни Word документи кои што ни се потребни за самата работа и тие понатаму ќе ми се најдат во животот, како да напишам мотивационо писмо, како да напишам безброј други работи кои што ќе ни се најдат во животот. Во однос на другите 1001 зашто причини да се зачлениме во Црвен крст, би ги споменала и тимската работа. Многу е битно да знаеш да работиш со некој. Црвен крст не е индивидуална работа, туку е буквална работа во тим. Да знаеш како да искомуницираш со колегата за да му помогнеш на некому, да знаеш како да побараш помош од некој колега кој што бидејќи ти сам не можеш да завршиш работата, или пак како ти да му се најдеш на некој колега бидејќи он не може да заврши сам работата. Потоа целата таа комуникација со луѓе, сите тие создавање на нови врски од луѓе, буквално сите тие релации кои што си ги создаваш во однос на други колеги од Црвен крст од странските држави. Тука се секако и сите тие обуки и семинари поминати од Црвен крст кои што ти си добиваш знаење за различни теми. Во однос на секако и тука би споменала и сите тие места кои што ги шетам преку самите обуки и едукации и секако тука забавата и прекрасното исполнето време и тука би додала една моја омилена реченица, односно ајде сите да се потрудиме и да го направиме светот подобро место за живење, бидејќи вреди да се вложиме во тоа. Бидејќи Переска нешто напомена околу проектите на кои што си работала и проектите кои што се одложени, запрени, некои од нив и реализирани, би сакала уште еднаш да се осврнеме на некој проект на кој што си ти особено горда во последниот период. Дали еве да ни раскажеш нешто повеќе за апликацијата која што
спомнали можеби за некој друг проект кој што исто така е во рамките на Црвен крст и на кој што ти лично си На работела? сите проекти сум горда, но некако најмногу би ја издвоила апликацијата во мојата историја, бидејќи некако тоа е најголемо дело кое што е значајно. Покрај апликацијата моментално би ја споменала и бидејќи сме дел од една кампања, односно Гази баба спортува, каде што сите спортови се рекламираат на некој начин во таа кампања и ја даваме важноста на здравието и на спортувањето, особено бидејќи пандемијава не затвори сите дома и е многу потребна физичката активност, односно со оваа кампања ние ја криваме свеста на целото население. Многу е битно да се покрене свеста во пандемијава, бидејќи народот некако гледам дека се изгуби самиот себе си и е затворен во 4 зида. И е многу битно да разговараме за тоа и како тоа да го решиме. Тоа е проектот кој што сум горда последниот период. Апликацијата е претходна. Сум била дел од многу проекти. Не ми текнува некој да издвојам сега друг поспецифичен. Сум поминала многу обуки, семинари, сум поминала низ многу терени. Некако летово имав многу добра случка од Мариово, каде што делевме исто хуманитарна помош и буквално кога гледаш населението во каква средина живее, буквално таму каде што Богу иза леѓа би кажала дека е, буквално жив човек што нема стапнато и некако целата радост кога ќе те види, посебно Црвен крст дека ти носи нешто. На бабичка исто немаше речено од Мариово тоа што кога делевме помош, останете неживи здрави, бидете добри, да продолжите вака да го насмевнувате населението со ваква помош, се надеваме дека ќе ни дојдете пак. Нешто во тој стил немаше кажано и буквално значи никого да разубавиш таков ден, така да на све сум горда. Овие 9 години. Тоа е уште некој плюс на тебе да кажам на членувањето на Црвен крст, бидејќи ваквите случувања веројатно, како што кажуваше ти самата, остануваат вмрежани секогаш нели во сеќавањата. Исто така нешто што сакам да те потсетам, многу беше интересно затоа што еве јас и ти веќе подолго време се познаваме и интересни случки и вашето присуство е некако доста интересно на сите планински трки, на сите такви спортски настани, бидејќи онака на местата на кои што можеби јас лично најмалку сум очекувала дека ќе ве видам. Всушност вашето место е токму таму. Еве на пример колку години поред се сретнуваме на сите планински трки, како волонтирате и како се грижите за сите едноставно членови таму. Така да ете и тоа е уште едно осеќавање плюс за работата на Црвен крст. Да, јас и ти премногу се среќававме на планинските трки и на планинските маратони во Номадка трейл. Самиот Црвен крст зазема учество во однос на сите настани кои што ги се спроведуваат во нашава држава, во однос на каде што имаме поголем број на луѓе, особено на такви спортски настани би рекла, каде што е потребно човек со знаење на прва помош за да му укаже на не да Боже повредениот. Така да вчера бев во градскиот стадион, имаше атлетска трка, пред 3 недели нели беше матка водно трейлот, така да секој месец буквално поради коронава се тоа некако намалено од таквите настани, ама имаме работа и во однос на тој поглед. Редовно новогодишната ноќ ја обезбедуваме ние со прва помош на плоштад. Така да сите буквално поголеми настани кои што се ние сме присутни со нашиот медицински тим и тимот со парамедици. Кога би сакала исто така еве да прашам едно дополнително прашање или можеби само да добиеме и јас и Џоле едно плюс до објаснување.
бидејќи знаеме дека Црвениот крст се грижи нормално за сите, хајде ќе ги кажеме, физички повреди, за сите нели такви потреби од социјална категорија. Дали Црвениот крст на пример има некој проект, некоја замисла која што ќе биде поврзана на пример за менталното здравје, или дали имало до сега некаков таков проект кој што се грижи за менталното здравје на луѓето, особено во пандемијата, кога знаеме дека некако на сите тешко ни оди. Минатата година во летото, Црвен крст на Гази Баба имаше кампања спроведена токму за менталното здравје, за сите она што ни го донесе пандемија во однос на трешниот дух на човекот, и таа кампања помина одлично. Траеше 2 месеци, ако не се лажам. Имавме разговори со психолог, имавме разговори, предавања од страна на психолог, како точно што точно ние да правиме, како да действуваме, како да се помогнеме самите на себе си кога сме затворени по дома и едноставно полудуваме внатре во себе. Како спортовите да ги искористиме на правилен начин. Така да кампањата помина одлично добро и имавме медиумска поддршка, што е најбитно, бидејќи битно е да се поддржуваат ваквите кампањи и да се зборува за нив и што повеќе од граѓаните да ја прочитат. Моментално Црвен крст на Кисела вода спроведува една кампања во однос на пријавување на насилство. Тие се потикнати од случајот со јавна соба, каде што не е само јавна соба, го давам за пример, ама сите оние насилства во однос на буквално таа кампања дава поддршка за пријавување на насилство, отворено зборање за тоа, да не остане само случајот тапкање во место и да не се крие позади позадината, туку за тоа јавно да се искаже. Така да Црвен крст посебно годинава некако многу кампањи спроведе во однос на тоа. Џоле, нешто сакаше да прашам? Не, ја ќе прашав и ја за ментално здравје, бидејќи сакав да спомнеме при крајот, да ме Зорана ме претрка. Мислам дека ја имам барем сега малце подобра некоја идеја околу се ова. Дали нешто, мислам, ако испуштивме нешто, слободно можеш да додадеш. Мене не ми текнува некој прашање у моментов, Зорана, ако имаш ти нешто слободно. Би сакала да додам ова поврзано и со правото, односно дека Црвен крст го дисеминира меѓународното хуманитарно право, кое што го практикуваат сите останати црвени крстови. Кај нас е дел од пропишано е во законот. Значи, тоа меѓународно хуманитарно право е збор од правила кои што ги заштитуваат сите оние кои што не учествувале или престанале со учество во однос на вооружените конфликти, односно тука би спомнала дека имаат заштита сите оние цивили, религиозни припадници или медицинскиот персонал во однос на таквите воени конфликти. Така да битно да се зборува за меѓународното хуманитарно право. Верувам дека ова вие не го знаевте, не го знае ни поголем дел од оние кои што би нас слушале. Меѓународното хуманитарно право не е само она што го пишува во правните книги, туку Црвен крст се грижи за неговата дејност на терен. Да, јас би кажала дека мислам дека во овие 40 минути дадовме на супер слика за тоа што бил, како започнал Црвениот крст, за тоа што е и за тоа колку е потребен. И би сакала од името на сите во Јустинијан збори да ти се заблагодариме за твоето гостување. Меѓутоа, пред крајот му го оставам нашето прашање на Џоле. Можеш и ти да прашаш слободно, не е нешто специјално. Нели сега кога снимаме ова сме полициски час, се надеваме дека кога ќе излезе епизодава, ќе нема да има веќе полициски, па нема да мора да биеме премногу дома.
за крај, тие што не слушаат знаат дека секогаш кога имаме нови гости прашуваме да ни дадат некои предлози. Што да правиме дома кога сме. Така што ако имаш некоја серија, филм, за музика, албум, било што, книга, слободно сега е времето да ни препорачаш. Ова Зорана многу добро го знаам, буквално јас сум најголемиот љубител на серии што може да пусти, значи манијак сум по сериите, без серии не можам да живеам. Така да, ева некои 3 серии кои што би ги издвоила. Моментално гледам Homeland и сум заљубена во нејза. Јас со Бајле гледав епизода од Homeland, онака да се присетам на fun fact, пошто ја имам изгледано одамна. Да. Моментално сум до 2 сезона така нешто и се заљубив во серијата, многу добра тематика има. Во однос на друга серија би ја спомнала The Blacklist и Скандал. Скандал е малку повеќе љубовна политичка драма. Скандалозна политичка драма. Да, сите се некако политички драми, поврзани со разни тематики. Homeland е нели сија поврзано со Ирак, Иран. Blacklist се FBI драми и мистерии. Скандал е на многу добра љубовна политичка драма која што верувам дека сите љубители на оваа тематика наискрено ги препорачувам да ги погледнат. Да, и трите серии ги имам гледано, ги имам изгледано сите. Скандал поготово ми е премногу интересно со сите твистови кои што ги има низ сезоните. Да. Како поминуваат се по не нереални, ама се по интересни твистови има down the road. Дефинитивно да е интересно. Зорана, имаш ти нешто да додадеш? Да, јас и Кика секогаш се шалиме на таа тема, дека колку што она пробува тој политички наратив да го одржи во приватниот живот и да гледа серии кои што имаат некаков политички наратив во нив. Јас сум таа која што постојано бега од политичкиот наратив кога се работи за серии, филмови и така натаму. Можеби затоа што сепак имам многу малку време за да гледам било каква серија, било каков филм, меѓутоа во последно време веќе се надополнам на Кика. Особено се вратив да ја гледам Modern Family, бидејќи ја гледав многу одамна и некако сега знам дека не сте љубители на такви серии, меѓутоа за сите што не слушаат и сте љубители на овој вид на серии, мислам дека Modern Family ке онака во карантинов и во самото седење дома ми треба нешто да ме насме. И такви слични серии од типот на How I Met Your Mother или Friends, нешто што ќе донесе малку повеќе хумор во нашево секојдневие. Така да јас одам на сосема другата страна од Кика, ама еве топло ги препорачувам сите овие серии. Ги немам гледано, ја немам гледано Friends и Modern Family, така да би ги додала на листата за гледање. Некако стварно последниве 2-3 години сум окупирана со правно-политички серии, некако премногу навлезена во нив. Без разлика дали се балкански, не знам, еве од балканските серии би ги спомнала Сенке над Балкана. Некако многу добра ми е таа серија и посебно американски многу добри серии имаат извадено, што ни помага и со самото учење во однос на како е Сенатот, какви функции дава председателот. Да. Во Скандал некако све се дознава и што фактички прави Пентагон, така да имаме бенефит од толку гледање серии. Џоле еднаш се нашали во една епизода дека Netflix не може да создаде толку серии колку што ние можеме да изгледаме. Јас сложувам за тоа. За крај би сакала само уште еднаш да ти се заблагодарам за тоа што се согласи да гостуваш и се согласи да го споделиш целото твое знаење со нас. Бидејќи на самиот почеток кажавме дека си студент на политички науки, се надевам дека во наредното гостување ќе збориме и на некоја малку пополитичка тема и ќе имаме можност да ги скажеме нашите ставови околу политиката.
И се надевам дека до тогаш ќе имаш уште плюс некој интересен филм или некоја интересна серија да им ја предложиш Верувам. на сите што не слушаат. Ви благодарам и на вас за поканата, и благодарам и на оние кои што ќе нас слушаат за издвоеното време. Се надевам дека се помина одлично со нас и се надевам дека добија многу подобра слика во однос на Црвен крст и би ги мотивирала и ги поканувам сите оние кои што сакаат да бидат дел од Црвен крст истото да го направат. Ги поканувам и ги повикувам сите оние кои што имаат некакви дилеми, слободно да ми пишат, да ме контактираат во однос на нешто, некој дополнително прашање што не го споменавме во текот на оваа емисија, така да стојам на располагање. Супер се поминав со вас, одлично друштво сте. Надевам дека наскоро ќе се видиме на некоја повеќе политичка тема и да можеме повеќе да дебатираме сите заедно на интересни и актуелни прашања.